Новиот правилник за категоризација на хотелите и угостителските објекти им предизвика главоболки на хотелиерите, барати измени во правилата и пролонгирање на рокот за исполнување на истите. Хотелската асоциација идната недела иницира средба со Министерството за економија за усогласување на разликите. Хотелиерите ќе бараат измени на новиот правилник за категоризација. Засител вела дека за да ги задржат звездите е потребна поголема инвестиција, а периодот за усогласување од 2 години е краток. Се жала дека треба да прават доградби на хотелите, бидејќи новините предвидуваат за 4 и 5 звезди повеќе соби од досега. Исто така на секоја 30 треба да постои една за инвалиди, што речиси двојно повеќе од моменталните прописи. Дека има некои построги критериуми, признава и председателот на хотелската асоциација. Токму затоа менаџерите идната недела ќе седнат на заедничка маса со подготвувачот, Министерството за економија и пазарната инспекција и ќе бараат начин да се усогласат. Објектите кои се градени во 60-тите и 70-тите години, во зависност од нивната конструкција, некои нема да можат да ги спроведат измените. Све зависи од тоа што треба да се спроведи на терен, па и од тоа ќе зависи и времето на усогласување. Ако ние констатираме дека ни требаат 3 години, ние ќе побараме 3 години. Новиот правилник предвидува во секој објект да биде овозможено и плаќање со картичка, а не како досега пари само на рака. Хотелите со 4-5 звезди ќе мора да имаат базен и спа центри, а менаџерите и вработените да знаат најмалку еден странски јазик. Во хотел во Скопје кој ќе има 5 звезди и хотел во друг град или пак исто во Скопје кој ќе има 5 звезди и транспарентна и јасна е разликата. Значи има 5 звезди во двата хотела, разликата е огромна. Тоа е целта, да направиме транспарентна категоризација. Во моментот во земјата има 200 хотели, од кои според сегашните правила 11 имаат 5 звезди.